Site zemni osnovi ke se raznišat, sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas ide. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sve što mi treba je tvoja ta pregratka. Prosti mi, Oče, grešim pred tebe i pred nebo to. Sudite me pravedno, pogrevo pristrasno. Ne pazite na siromat, praveden i beden. Sinovi na Svevišnji od ke umrete kako luge, ke pagjate kako sekoj knez, Isus ke sudi nas. Slava tebe, Isuse, slava tebe, Gospode, slava tebe, Isuse, slava tebe, Gospode. Tatko moj, u ime na Tvoj Sin Isus, Ti благодарам što Ti deneska si vo moето srce. Dojdi i pouči me da se usовршам во љубовта, да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да врвам по тесната патека на Исуса Христа, патеката на љубовта, патеката која води до Божиото царство на небесата. Ти благодарам што во овој ден ме исправи да бидам здрав и исправен, што ми го отвараш срцето за Твојата љубов. Се покајувам за секој непокајан грев. Ти благодарам, се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам. Господе Исусе Христа, Те повикувам, дојди и денеска во моето срце и помогни ни. Дојди во Македонија и помогни ни. Дојди на секаде и помогни на сите оние кои го повикуваат Твоето име. Денеска продолжуваме Евангелист Лука, 20 глава, Исусовата власт. Исусовата власт, дадена ви е власт. Дадена ви е власт да врзувате и да одврзувате. Се што ќе врзете на земјата, ќе биде врзано и на небесата. Се што ќе одврзете на земјата, да одврзеш на земјата, ќе биде одврзано и на небесата. Врзано и одврзано од што? Од сатаната, од телесноста, од домашните, куќата на Зерзевул, Верзевул, во која пребиваат твоите домашни завис, љубомора, омраза, нељубов. Сребролюбие. Сребролюбието е најголемо зло. Еден ден, 20 глава Лука, додека тој го поучуваше народот во храмот. На народот му е потребна поука, поука за љубовта. Покајте се зашто се приближи. Зошто? Зашто? Затоа што се приближи Царството Небесно. Еден ден додека тој го поучуваше народот, татко му изборувај ти низ мене, да бидам пратен. Не јас то сакам, туку Твојата волја, нека биде Твојата волја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, брати и пријателе. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ни. Дојди во Македонија и помогни ни. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Еден ден додека тој го поучуваше народот во храмот и го проповедаше Евангелието. Евангелието е Бог ни дарува Таткото Небесен живот, вечен. Вечен. И тој живот е во Неговиот Син, Исус. Тој живот е во Неговиот Син. Значи, треба да го отвориш своето срце, да немаш тесно срце,
i vo tvoje srce da se naseli Tatko ta nebesen, koji prebiva со сета негова полнота во Исус. И да направат сокровиште во твоето срце ти да се усовршуваш во љубовта, да расне духовниот човек, за да можеш да се вратиш во Божјото царство на небесата, во царството на духовите, зашто Отецот Небесен, Создателот, е наречен царството на духовите. Луѓето не разбираат дека ние не сме телесна природа, ние сме духовни, а врзани сме за земјата. Кој се е од телото ќе пожнее смрт. Убаво да ти е на душата и на телото. Кој ќе ја сочува душата своја, ќе ја загуби. Да си ја сочуваш душата од што? Од што да си ја сочуваш? Тоа е интересно прашање. И му рекоа, велејки Евангелието, значи еден ден додека тој го поучуваше народот. На народот му е потребна поука да научи да љуби, да научи да го љуби ближниот свој како самиот себе си, зашто тоа е заповед. Заповед, ние сме во војна за души. Сатаната напаѓа и сака да ве оттргне, да ве врати назад во бездната, бидејќи без души тој нема сила. Дадено му е малку време и власт над земјата. И тој знае дека има малку време, секој од нас има малку време на земјата во свесна состојба, секој од нас, да го избере Исус. На крајот на животот луѓето кои се горди, кои не прифаќаат, кои мислат дека имаат свој живот, своја сила, своја љубов, своја приказна сваќаат, разбираат кога ќе паднат болни. И Исус им дава можност да се покајат. Со телото не можат повеќе да грешат. Разбираат дека славата, силата, Твое е царството, Негово е царството на Отецот Небесен и силата е Негова. Ти немаш сила и славата е Негова. Славата е Негова, луѓето ја барат својата слава. Значи тој го поучуваш Евангелието во храмот. Пристапија првосвештениците и книжниците со старешините. Му рекоа, велејки, кажи ни со каква власт го вршиш тоа? Кој е тој што ти дал таква власт? Интересно, власт, дадена му е власт на небото и на земјата да изгонува демони, да воскреснува умрени, да ги заповеда на стихиите да се смират, на бурите, да изгонува, да владее. Така кога ќе ви дојде некој животно, например, овде во Мавра, во викендицата, можете телесно да го гоните со музика, со дим, со отрови, а можете духовно да ја повикате власта на Исус и да кажете во името на Господ Исус Христос излези ти што си влезел во викендицата. Некој животно, кој, например, сака да го освои просторот кога ќе се соберете двајца или тројца во Исусово име. Вие освојувате слободна територија. Првин во вашето срце, а потоа во просторот каде што сте и сатаната го напаѓа, бидејќи оваа просторија, оваа земја му е дадена нему на владење и има малку време. А кога двајца или тројца ќе се соберат во Негово име, во Исусово име, тој вели, тука сум и јас, тука си во моето срце. И насекаде, каде што се движам, Господе Исусе Христа, и направи огнен штит околу мене за Твоја слава, околу се што имам, околу Твоите духовни собиралишта, духовен храм. Луѓето прават земни цркви, цркви од камен, поделени се во деноминации, во разни заедници кои го толкуваат Светото писмо телесно со својот ум. А Словото што ви го дадов е дух и живот. Дух и живот, телото без дух е мртво. Тоа се мисли на телото на црквата, на телото на човекот без дух. Ти си телесен човек и не го разбираш Светото писмо, го толкуваш по телесен ум и потоа доаѓа она, не барајте мнозина да бидете учители, зашто поголемо осудување ќе добиете. И никого на земјата не нарекувајте татко ниту учител. Му рекоа, со каква власт, кој ти ја дал таа власт? Добро прашање, тие се ѓаваат дека тој има власт, но не се плашат од Бог, од Создателот, иако ги читаат и ги знаат писмата. По наводници ги знаат писмата, а го распнуваат Исуса. Го распнаа Исус. И денеска го распнуваат. Тие што мислат дека ги знаат писмата. И кога влезе во храмот, а тој им одговори и рече, ќе ве прашам и јас еден збор, и кажете ми, дали крштевањето Јованово беше од небото или од луѓето? Значи се појавува Јован Крстител, проповеда водно крштение, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Знаете, покајте се,
покајте се, зашто се приближи. Ете, јас го праќам својот ангел пред тебе. Пишано е во Светото писмо, значи Јован Крстител е ангел. Ке видите понатаму што сме ние дека сатаната и неговите демони ангели се паднати на земјата. Зошто тогаш ние треба да го избереме Исус? Ако не сме во Исус, чии ангели сме? Дали крштевањето Јованово беше од небото или од луѓето, а тие почнаат да размислуваат и да си зборуваат меѓу себе, ако кажеме од небото, ке рече, зошто пак не му поверувавте? Тие што направија му ја отсекоја главата. Знаете, главата на црквата е Исус. Главата на мажот е Исус. Главата на жената е мажот. Мажот е Исус. Жената е црквата. Свадбата на младоженецот ни раскажува приказки кои ние треба да ги научиме односот маж-жена, малото Божјо царство. Но сите луѓе немаат иста судбина кога се врзете за земјата и мислите дека сите треба да имаат иста приказна, иста драма. Луѓето имаат разни судбини на земјата, патеки по кои треба да научат да љубат, патеки по кои треба да научат да љубат. Затоа сме дојдени на земјата да го избереме Исус и неговата љубов, да им простиме на сите, никого да не осудиме, да се покаеме за гревовите, за нашите гревовите, нашите предци и да бидеме негови вистински представници, пратеници на земјата, пратеници на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, да сведочиме за Евангелието на љубовта. Во името на Исус напушти. Ако пак речеме дека е од луѓето крштевањето Јованово, тогаш сиот народ ќе не каменува, бидејќи уверен дека Јован беше пророк. Знаете, денеска исто така со писмозданците, првосвештениците, оние што го владеат народот, духовно и телесно. Исус му рече, затоа одговорија, не знаеме од каде е. Не знаеме од каде е. Првата почетна категорија, ако вистински во срцето кажеш не можам сам и не знам, Исусе, водиме, ти доаѓа некоја состојба, ситуација, некој вика на тебе, ти се заканува. Направи 3 чекори, рече, Исусе, дојди во моето срце и кажи ми што да му кажам, што да му сведочам. Не реагирај од телото, од телесното, да влезеш во сатански круг на осудување. Исус им рече, ниту јас нема да ви кажам со каква власт, го прашуваат со каква власт го врши тоа. Тие знаат дека има некаква власт, но си ги сакаат повеќе своите страсти, своето блудство, својата власт. Власта е на Исус, на Отецот Небесен, и царството, и силата, и славата. Сета власт му е дадена нему, на небото и на земјата. На кратко време е дадена в земјата на владење за паднатите ангели, оние што ќе дојдат во свесна состојба. Вие, да го изберете Исус, да љубите како Исус, да постапувате како Исус, да се вратите во Божјото царство на небесата. И почна да му раскажува на народот оваа парабола. Гледате како е писмото пишувано во параболи. Еден човек насади лозје, го предаде на лозари, па се замина на подолго време. Споредбата со вино, крв, лоза, значи лозарот, лозјето, вие сте прачки насадени на лозницата, прачката која не дава плод ќе се исече, плод на љубовта. А во свое време испрати кај лозарите еден слуга за да му дадат од родот на лозјето. Значи пророци и слуги, но лозарите го натепаа и го пуштија празен. Ние знаеме дека израелците и покрај тоа што ги знаеа писмата, и покрај тоа што ги знаат писмата, што мисла дека ги знаат, ги убија сите пророци. На крајот го распнаа и го убија Исуса. Зашто така беше допуштено, тоа беше Божјата волја за да ја пролее Таткото Небесен кој пребиваше во Исус својата света крв за секого од нас и за тебе, брате и пријателе. Значи лозарите го претепаа собственикот на лозјето, пратеникот, и прати повторно друг слуга. Исус беше слуга, не заборавајте. Не дојде да му служат, туку тој да служи. Но тие и него го натепаа, го посрамија, па го испратија празен, испрати и трет. Тие и него го ранија и го избркаа. И Јован Крстител беше испратен, па му ја пресекоа главата. Тогаш господарот на лозјето рече, што да направам, бидејќи им сведочеше за своите гревови, покајте се,
водно крштение. Денеска има цркви и деноминации кои мислат дека водното крштение е доволно. Видите, водното крштение е само слика. Се потопуваш во водата, стариот човек излегува новиот човек. Се работи за принцип да умреш, стариот, себичен, човекот од нељубов, и да се роди еден нов човек, што ќе се учи да љуби, што ќе му дозволи на Исус да го учи да ги љуби сите, да им прости на сите. Ако ти не го примиш Исус во срцето, можеш да се потопуваш во водата стопати, како што вели Кенет Хегин, како што се спомнува Лоренс Новосел во една своја проповед. Воден грешник влегува во водата, излегува вода. Сув грешник излегува воден грешник. Можете стопати, има луѓе по неколку пати се крштеваат во вода. Мислат дека нешто ќе променат. Ако не се крстиш во твоето срце, ако не умре стариот човек, тоа е болен процес да сватиш дека во тебе нема љубов, дека ти немаш сила, дека ти не можеш сам, дека ти е потребен Исус да дојде во твоето срце. Исус да дојде во твоето срце. Испрати третие го ранije го избрка, тогаш Господарот на лозијето, нашиот Татко Небесен, рече што да направам, ќе го испратам својот возљубен син. Пазете, може би кога ќе го видат, ќе се засрамат Исус. И тој го испрати, и тие го распнаа, ја пролеа својата света крв за секого од нас, ги зема сите болки, болести, страдања, ја плати казната за нашиот грев, не помири со Отецот Небесен и ни дава сила, ако му дозволите да се насели во вашето срце, ни дава сила да станеме синови, се разбира, од земна гледна точка и керки Божји на небесата, сите сме синови на еден небесен Татко, деца Негови, крвта Негова, слава ти Господи Исусе Христе. Но лозарите штом го видоа неговиот возљубен син, си размислуваа меѓу себе велејки, овој е наследникот. Ајде да го убиеме. Пазите човечката природа и нам да ни остане наследството, тие мислат само за себе. И кога го изведоа надвор од лозијето, го убија. Каин го уби Авел. Што направи човеку? Што направи? Каде е брат ти Авел? Не знам, крвта на твојот брат вика од полето. Што ќе им направи пак Господарот на лозијето? Ќе дојде и ќе ги погуби овие лозари, зашто тие се тогаш старозаветно око за око, зап за зап, око за око, зап за зап. Што си правил, тоа ќе ти се прави, треба да отплатиш четворно, како Закеј, кој треба ќе го врати својот имот. Имотот што го наследил неговиот татко, зборувајќи дека му служи на Исус. Бог знае во тело или без тело, не знам. Беше однесен до третото небо. Слава ти Господи Исусе Христе, ќе дојде и ќе ги погуби овие лозари, а лозијето ќе го предаде на други. А оние што слушаа рекоа да не даде Бог. Не е доволно да речеш, битно е дали си ти крстен во своето срце со Исусовата љубов. Но тој кога ги погледна им рече што значи тогаш напишаното. Исус, каменот што го отврлиат зидарите. Кои зидари? Па вавилонците зидаат кула до небесата. Да се искачат највисоко, сатана да се искачува највисоко, и тоа е зидарот. И денес имаме една групација зидари, тајни организации, сатански здруженија, заедници, воени организации, кои сакаат да избришат се, што го потсеќа на Исус Христос, што ги подсетува на Исус Христос. Зашто знаат дека има малку време. На сатаната му е дадено уште малку време. И ти имаш малку време, брате и пријателе, додека си на земјава, да се покаеш за гревовите, да го повикаш Исус во твоето срце, да им простиш на сите, никого да не осудуваш и да чекориш во љубовта. Каменот што го отврлиат зидарите стана камен темелник, Исус. Секој што ќе падне врз тој камен, ќе се разбие, врз кого тој ќе падне, ќе го здроби. И во тој час, камен на камен, и во тој час првосвещениците и книжниците сакаа да стават рака на него. Гледате кој постојано сака да го убие Исуса. Првосвещениците и книжниците. Исус е ист вчера, денес и довека. Значи првосвещениците, книжниците, фарисеите и садукеите, писмозданците се и денеска во црквите.
повладите. И во тој час прво се сака да стават рака на него, но се плашеа од народот, зашто сватија дека за нив ја кажа оваа парабола. И дебнејки го испратија лукави луѓе, кои се преправаа дека се праведни, лукави луѓе, кои се преправаа дека се праведни, полне светот зад мене со такви. Полне тако што се први во гозбите, што се поздравуваат по пазариштата, што носат долги облеки, што долго се молат. И дебнејки го испратија лукави луѓе кои се преправаа дека се праведни за да го фатат во некој збор, за да можат да го предадат на началството и на власта управникова. Те сакам, Господи Исусе Христе, и го прашаа велики учителе. Знаеме дека право зборуваш и учиш и не гледаш кој е кој, туку вистински поучуваш за патот Божји. Позволено ли е да му даваме данок на царот или не? А тој го разбра нивното лукавство и им рече: зошто ме искушувате? Зошто ме искушувате? Покажете ми на еден денари, им дава паричка, чија слика и надпис стои таму. Тие одговорија: на царот. Пазете, цар, царот е Исус. Таткото небесен и Исус. Тој е царот. Македонија има тој цар, нема други цареви. Ако зборувате за македонец кој вели дојди во Македонија и помогни ни, тој зборува за тој цар, за небесниот цар и за Исус. Тој е нашиот цар. И зборувате за земни, минливи, телесни состојби. Тие одговорија на царот, значи на денарот, па им рече: подајте го царевото на царот, а Божиото на Бога. Царевото на царот и царот ќе застане пред Бог. Божиото ќе дојде кај Бога. И не можеа да фатат ништо, нешто по неговите зборови, а не се тоа неговите зборовите се од нашиот Отец, татко мој зборува и денеска не изменени из моето срце. Туку само се зачудија на одговоров негов и замолкнаа. Тогаш пристапија некои од садукеите што тврдеа дека нема воскресение, па го прашаа: велики учителе Мојсей, ни напиша, ако некому умре братот, кој имал жена и умрел бездетен, брат му да ја земе жената, да го подигне потомството на својот брат. И ние денес имаме еден интересен народ. Доскоро прави така, да си ја зема жената, ако почина брат му, ни ја зема за себе. Знаете, старозаветно. Си беа 7 браќа, првиот ја зеде жената, умре без деца. Потоа ја зеде вториот и тој умре без деца. Потоа ја зеде и третиот и така исто 7 мина не оставија деца и умреа. Пазете, по сите нив умре и жената. При воскресението пак на кого од нив ќе му биде таа жена? Бидејќи 7 мина имаа за жена. Еве како размислуваме ние телесно, горе на небесата, што ќе биде? Што ќе биде? Ние сме овде, имаме односи маж, татко, деца, синови, братучеди, роднини. Горе сме сите синови. Синови на нашиот небесен Отец. Синови. Им одговори Исус и рече: синовите од овој свет се мажат, се женат и мажат. Синовите од овој свет, од овој што е на земјата. Сатаната е паднат на земјата со неговите демони. Пазете, ангели кои станаа демони. Синовите на овој свет се мажат и се женат. Но оние што ќе бидат удостоен да го добијат оној свет, духовниот свет, Царството Божјо, Царството Исусово и воскресението од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат. Всушност тие веќе не можат да умрат. Тие веќе не можат да умрат. Велми и упреку. Слава ти, Господи Исусе Христе, затоа што се како ангели, затоа што се ангели, а бидејќи се синови на воскресението, синови на воскресението, се синови Божии. Ако не ви е јасно ова, држете се до Исус и повикувајте го во секоја состојба која ви се случува, во секоја нелагодна состојба, во секоја убава состојба, благодарете му. Така, колека ќе ви се отвори да го разберете Светото Писмо. А дека мртвите ќе воскреснат, тоа го покажа и Мојсей кај капината, која не согоруваше,
Jakova го нарече Господ Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Јаковов, а Бог не е Бог на мртвите, туку Бог на живите, зашто во Него, во Отецот Небесен, во Исус, кој е испратен на земјата, за да врвиме по Него, сите се живи. Значи, Бог ни дарува живот вечен. И тој живот ево неговиот син. Те сакаме, Господи Исусе Христе. А некој од книжниците одговори и рекоа, учителе добро рече. И повеќе не се осмелува ништо да го прашат, а тој им рече, како пак велат дека Христос е син Давидов. Та и самиот Давид вели во книгата на псалмите, му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна. Видете, Давид, Исус доаѓа тука, се избира еден народ по волјата на Отецот Небесен, израелците, евреите. Имаат завет со Бог, постојано грешат, на крај доаѓа неговиот син Лозар од Илозијето и тие го убиваат, го распнуваат. Тој ја пролеа својата крв, ги откупува и го покажува патот на Исус. И тие денеска тераат по старо. Знаете, Исус, Давид, го уби Урија, направи прелюба со неговата жена, првото дете почина, зашто платата за гревот е смрт. Иако тој плачеше, да продолжи да му служи на Бог. Тој Бог му прости на Давид, а денеска одредена деноминација вели дека има вечно проклетство, со тоа го прави нашиот Бог. Например, вие ако имате деца, дозволите едното дете да гори во пеколот затоа што е непослушно. Ке речат дека сте вие ненормален татко. Замислете нашиот Отец Небесен, кој возљубува се, кој создал се. Вечен е само Бог, неговата милост, Отецот е вечна. Љубовта негова е вечна, милоста негова е вечна, он вечно не се лути. Значи ние имаме момент од десната страна му прости на Давид, за преку него да му го покаже патот на долго трпеливото чекање и простување, да излезе Исус, овоплотен. Исус, он го држи, Таткото Небесен во своето крило, нема ни една фреска, а сликаат фреска од Богородица, која е практично пресликано античко божество, кој има во Дион, светиот град на македонците, на камена скулптура Богородица, како го држи Исус, значи 200 години пред Исус. Кипот на Артемида Ефеска и другите божици е пресликан во големата Богородица. Вие зборувате за нешто што е приказно во слики, а треба да се слави Исус, оти славата е Негова. Царството, силата и славата е Негова. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Тај самиот Давид вели во книгата на псалмите, имаше еден брат, сега се пресели горе во Божјото царство, на крајот се покаја. Ми рече, многу сум грешен, му ја раскажав приказната за Давид кој го убива Урија и му ја зема жената, иако имаше жени. Дека Бог му прости, тогаш дојде се покаја, плачеше. Се надевам дека е во Божјото царство, јас сум само сејачот, а друг жнее. Го сејам Божјото слово, Евангелието на љубовта. Јас сум негов пратеник на земјата, да бидам пратен, да му служам на Исус, а тој жнее, тој знае. Знаете, последниот ден, кога ќе застанете во Божјото царство пред Исус, кога ќе се представите пред Бог, нема да ве праша колку пари имате, колку направивте куќи, колку цркви изградивте, колку направивте, колку книги напишавте, колку жени, деца имавте. Тој знае, ќе ве прашат, колку луѓе возљубивте, како сами од себе си. Колку луѓе возљубивте, како сами од себе си. Додека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои, непријателите мои, Исусови, во нозете на подножјето на нозете твои и мои. Во името на Исус да излезе од овој дом се што не е од Бог, крвта Исусова е врз него. Слава ти, Господи Исусе Христе, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во овој дом. Слава ти, Господи Исусе Христе, зашто тој е твој молитвен дом Исусов. Значи Давид го нарекува Господ, па како тогаш може да му биде син, видите, телесниот човек не го разбира духовното. И тие мислат дека Исус е евреин. Условно да, тогаш и македонец, бидејќи ние го повикавме, дојди во Македонија и помогни ни. Народот македонците не може да го повикаат Исус ако не го познаваат. Ако го познаваат, значи се неговиот народ.
ke izberam narod što ke go proslavi moje to ime, veli Isus. Zato nije deneska treba da go slavime Isusovo to ime, ne svoje to ime. I dore kad si od narod slušaše to im reče na učenicite svoji, čuvajte se od knjižnicite što miluva da odat vod dolgi obleki i sakad pozdravi po pazarištata, po koji pazarišta, kada što se pazari se i sve što mu je domgona, rekov te razbojnička peštera, Isus gi rastura on je što prodava, trguvat i kupovat vo hramot. Što barat prednji mesta vo sinagogi te deneska vo crkvite i vo site verske objekti i da se prvi nagozbite prvi, što gi podjaduva, domovite na vdovicite. Dovici može da budeš telesno, no može da bude crkva bez Isus. I licemerno dolgo se molat. Dolgo, licemerno se molat. Da li poznavate takvi po vašite crkvi, po vašite zajednici? Ja zborujem za Isusova crkva, za Isusova zajednica koja gi ljubi site im prostuva na site i je vodena od duhot na naši Otec. Od sila, slovo so vlasti sila. So kakva sila go pravi što? Nima da vi kažem. Вие зошто не се покаявте со крштението Јованово, само скокате и рипате во водата и се останувате истиот човек, телесен, куќата на Зерзевул, Верзевул, во која има завис, лицемерие, сребролюбие, омраза, гнев, безосудување и другите подврсти на нељубовта, а духот на мојот Отец и на Исус е љубов. Лицемерно долго се молат, тие ќе добијат потешка пресуда. Слава ти, Господе Исусе Христе. Те сакам, Исусе, ти благодарам, Господе. Те сакам, Христосе. Брате и пријателе, овој свет за кратко време му е даден на владење на сатаната. Ти немаш сила да го победиш. Се однесува и на македонците и на македонскиот народ самиот. Без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Но со мене, слава ти, Господи Исусе Христе, можете да го направите тоа се. За да го победиш светот со Исуса Христа, да го победуваш светот, да бидеш вистински негов представник на земјата, да бидеш ловец на луѓе. Потребно е да го отвориш твоето срце, да се покаеш, да сите греови што си ги направил, а си направил многу. Секој е нељубов, кој не го љуби братот свој, например, пребива во смртта. Кој не го љуби, значи синовите ѓаволски и синовите човечки по тоа се разликуваат. Секој што не врши правда, која правда? Божјата правда, не твојата. И не го љуби братот свој, не е од Бога. И не го љуби братот свој. Колку луѓе не љубиш? Значи да се покаеш, никого да не осудуваш и да чекориш во љубовта. Татко мој, во името на Господ Исус Христос, денеска ја прославувам Твојата победа над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, на сето она што е нељубев во моето тело и душа, во мојот имот, во нашата заедница, во Твојата црква, во Твојата Христова црква, во нашиот имот и во нашата земја. Слава Ти, Господе Исусе Христе! Живееме ли, умираме ли, а не можат повеќе да умрат, не можете веќе да умрете. Исусови сме. Слава Ти, Татко мој. Исусе, те сакам, мир вам, до Божјо Царство Небесно. Амин. Sinovi na Svevišnjiот ke umrete како луѓе, ke паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред мене.
Oprosti mi, Oče, grešev pred tebe i pred nebom to. Sudite nepravedno, pogrevo pristrasno.